Зошто досега беа блокирани пакетот закони за администрација? Знаете, тие се реформски закони и реално се многу и сензитивни, бидејќи знаете, со тие закони вие регулирате процеси и форма на модели на однесување на јавниот администратор, на политиките во јавната администрација, на органограмот на државата како таква. И тие не се нови закони. Значи, од 2017 почнува да се работа законите, со поддршка од Европската комисија и на Сигма. Веќе е трета верзија на ЕНЕР од истите закони. Ние само интензитетот креиравме работна група со јасни цели и јасни предизвици во кои што ги има, мора да кажам, во овој период и јасни дефинирани временски рамки. Целта ни беше што побрзо да се донесат тие закони, заради тоа што го спомнав порано, но исто така заради проектите во кои што нам ни се поврзани со акцијските планови, со тие закони и ценам дека државата што поскоро ги носи законите, толку полесно. Оваа недела веќе законите ќе поминат, додека од наредната недела врз основа на активностите и проектната организација на собранието, истите очекувам да бидат на пленарна седница и да се изгласат. Кој го кочи законот за медиуми? Во што е проблемот таму? Јас навистина не знам кој го кочи законот, знам дека законот помина низ сите филтри, знам дека јас лично имав неколку десетици состаноци со сите стекхолдери кои што директно и индиректно се инволвирани или ќе се рефлектира нивната работа. И јас стојам позади тој закон. Јас се уште ценам дека законот е европски, ќе дефинира стандарди кои што ние никогаш сме ги немале во тој медиумски простор и јас ценам дека без добар медиумски простор нема да градиме инклузивно општество и отчетност во политиките. Еден од членовите во предлог законите е забрана за вработување на раководни места во администрација преку агенција за привремени вработувања. Колку пати досега или колку често беше злоупотребуван овој принцип досега? Еден од главните предизвици, значи критики кои ние како држава ги имаме од Европска комисија беше овој начин на вработување, бидејќи таму немате стандарди. Вие можете да вработите буквално секого без минимални стандарди. Од другата страна, ако сакате да подобрите квалитет и јавна администрација, вие мора да имате минимални стандарди во кои што се исполнуваат за одредено работно место. Затоа инсистиравме во законот да веќе да биде невозможено да може еден администратор, еден министер, не знам, еден директор да вработи на тој начин и ние дадовме преодна одредба од 2025 година веќе ќе биде забрането таков тип на вработување и во овој период за оваа година јас имав средба со сите агенции во кои што се бава со тој тип на бизниси и ги информиравме дека треба да се размисли, ако тоа име кор бизнис во нивната институција, треба да се размисли да најдат нов начин или да се адаптираат врз основа на законите што кои ги имат. Зошто има одложено дејство, односно се очекува да стапат во сила овие законски измени во 2025 година? Зошто не од моментот кога ќе бидат донесени? За две причини. Прво, ние мора да бидеме совесни и кон целиот екосистем во државата. Вие не може да креирате закон кој што аток одма ќе влезе во сила и ќе го информирате екосистемот. Тука влегува приватен сектор, јавен сектор, кој што ќе треба одма да менуваат процеси внатре во компаниите или во јавната администрација. Затоа правилно е да има одложно дејство од една година, за да може да се адаптираат врз основа на тоа што законот го налага. Вториот момент е заради моментот на изборна година. Вие знаете дека во изборна година да може да се прават такви крупни реформи не во ред, затоа овие закони ќе влезат одма во сила, додека имплементацијата ќе биде од 2025 година. Од агенциите за привремени вработувања за Радио Слободна Европа велат дека кога се бара вработен во администрација, преку нив најчесто тоа место е резервирано за партиски најподобен кадар, додека се бара за приватен сектор, тогаш се важни квалификациите. Зошто до сега не се влијало за ова да се промени и да се подобри, да не се дозволат повеќе партиски вработувања? Заради недоволно јасни критериуми и правила.
Затоа законот е неопходен, и двата, и ЗАС и ЗВЈС, за да може, бидејќи таму веќе имаме стрикно утврдени правила и процеси. Заради тоа, една од причините е тоа. Втора причина е, знаете, секој закон, колку и да е идеален, ако раководител, министер, директор сака да злоупотреби, најверојатно ќе најде начин како тоа да го направи. Како се приближува распишувањето на изборите, така раста бројот на огласи за вработување во Агенцијата за вработување во јавна администрација, како на централно, па така и на локално ниво. Како вие тоа го толкувате сега од овај агол на гледање, како реална потреба за нов административен кадар или пак како партиски вработувања пред избори? Имате неколку години вработени во јавна администрација кои што не знаат се уште се на привремено вработување. И тоа создава и фрустрација во јавниот сектор, но исто така и квалитетот се намалува. Заради тоа имаше задолжение од владата сите тие вработувања кои што институциите имаат потреба да ги имат како профил, да може да преминат од одредено на неодредено работно време. Така да мислам дека тоа значи тие дека не се сите нови. овие нови вработувања се сооднесува на веќе вработени по договор на дела? Значи не на веќе вработени, туку на веќе систематизирани работни места. Бидејќи јавен оглас кога може да се пријави друг кој што не бил дел од јавната администрација. Ако има поголеми квалификации, он ќе се вработи. Че се работи на веќе одредени и дефинирани систематизации во јавниот сектор. И од таму не сите, туку само тие што навистина се потребни и неопходни во таа институција. Добро, тогаш зошто се чека да се дојде до избори, за да може да се трансформира нивниот работен однос од договор на дело на неопределено? За жал, тајмингот, се согласувам со вас, не е соодветен, но тоа е тоа. Антикорупцијска поднесе доставен суд иницијатива за да се провери уставноста на алатката балансер за вработување по етничка припадност во јавниот сектор. По многубројни злоупотреби на балансерот, дали условно кажано му истече рокот на употреба? Да менувате национално заради интерес да се вработите, ви кажувам многу за тој профил, за тој човек. Прво, дека он стручно не е соодветно за да може да се вработи негде и затоа мора да менува и националност. И вториот момент е тој профилот на лабилност на личности кои што навистина ќе рефлектираат негативно утре и во тоа работно место што го имат. Да, точно е дека се злоупотребува, ние немаме механизми за да може тоа да се спречи. Тоа ми беше прашањето, какви мерки ќе преземете за да ги спречите ваквите злоупотреби? Една од мерките во законот, во кој што ние веќе во новиот закон, предлог закон, знаете, секој кандидат кој што сака да се вработи во јавна администрација мора да отвори профил во Агенција за администрација. Сега, една од, ајде да кажеме, пречките за да не се злоупотреби, ставивме таму во полето единствен матичен број на граѓаните и во полето националност, да не може да се едитира, да се променат. Еднаш отворен профил, остануваат тие две полиња за секојаш такви. Зошто, бидејќи матичен број никогаш не се менува и националноста природно не треба да се менува, мада тоа е многу, знаете, сензитивно прашање. Некој може да каже утре, навистина, јас веќе од денеска не се чувствувам така. Тоа не е решение. Ние мора да најдеме начин, закон да имаме и да се отстрани балансерот како таков, како алатка, бидејќи реално и вие и ние сме свесни дека се злоупотреба, но истиот мора да се замени со законско решение. Па законско решение за правична застапеност во јавната администрација, бидејќи пак се поврзува со нашиот менталитет. Знаете, на крајот на денот во вакви трендови во светот, вие да ви биде главна цел националноста, а не квалитетот, мислам дека не е во ред за секој од нас. Например, во некои министерства, како што е Министерството за политички систем со кој раководи Артан Груби, 85% од вработените се етнички албанци. 5% се турци и 5% се македонци. Потоа во Министерството за економија 48% се етнички албанци, а 41% македонци. Во државното правобранителство 55%. Што ако најквалификуваниот кандидат има погрешна етничка припадност? Ние мора да имаме законско решение, бидејќи имате институции кај што вие ги спомнавте,
дека процентот е многу голем на една или на друга припадност, но има институции каде што процентот исто така вие 0 или 5 или 3%. Заради тоа ние мора балансирано да го менуваме со законско решение и мора таму да имаме стриктни индикатори правила. Во оваа насока се изаси ЗВЈС, како такви, бидејќи таму регулираме процедури и правила на однесување за секој процес, и со нов закон кој што ќе го уредува и тој момент, ние ќе треба да бидеме пострикни. Јас сум за законско решение каде што навистина квалитетот ќе биде пред секој друго можен индикатор, секој друг можен индикатор. Постои можност да се изнивелира во ова македонско општество мерит системот, квалификациите и етничката припадност од друга страна? Значи, според мене, најверојатно овој транзитен период, ние мора да мерит системот да не биде на прво место. Заради такви политики, таков пристап во институциите, таков пристап во менаџирање на процесите, затоа за жал ќе ни треба законско решение. Ценам дека после неколку години ни законско решение нема да ни треба, бидејќи во приватниот сектор вие немате законско решение и ги имате квалификувани, доволно вработени за тоа работно место, без разлика дали албанец, македонец, турчин и така натаму. Ние мора да се движиме кон таму заради нас, заради нашите процеси. Ние живееме тука. Денот кога владата го склучи договорот за набавка на софтверски лиценци со компанијата iTonix, за која отвори предмет и антикорупцијска комисија, Министерството за информатичко општество го достави на увид на јавноста предлог законот за безбедност на мрежи и информацијски системи. Што се случува со тој закон? До каде е постапката? Значи, потребата од таков закон, од таква агенција неопходна. Неопходна за две работи. Прво, ние имаме децентрализирани процеси на дигитализација на институциите. Прост пример, секој министерство креира дигитални процеси и дигитализација на процесите внатре, без да се консултирали, без да знае дали тој пристап, таа технологија, таа инфраструктура е компатибилна со другите институции. Каде ќе најдете кадар за сето ова кој што реално на пазарот на трудот е реално многу скап? Сите IT експерти во сите институции ќе бидат превземени во агенцијата за две работи. Првата работа е платите. Знаете, во IT секторот вие имате плати прилично многу поголеми од јавната администрација и со еден член таму се регулира платата да не биде помала од средна вредност на плати од претходната година во тој сектор. Ви благодарам многу за разговорот. Благодарам многу.